Силуваното девојче од Радење и сестрите од денес се во Штип со мајката. Тие таму се згрижени откако завчера таткото силувач е сместен во притвор. Сепак пред детето кое низ хоророт силување и тоа од родител помина на само 13 години да се врати на училиште и во нормалниот систем, му предстои третман од тим од социјален работник и психолог. Треба да и се обрне поголемо внимание и треба да се внимава на да се внимава на работата со нив. Со овие деца најмногу е потребно да работат, поготово психолозите, бидејќи на децата во тој момент е најмногу потребна поддршка со цел полесно, колку може полесно да ги поминат тие моменти. Колку долго ќе трае третманот и кога детето ќе може да се врати во нормала? Потребна е долга, макотрпна работа со нив, така да времескиот рок, како би се вклучиле они во редовниот живот натаму, се зависи индивидуално од лицето кој го има претрпено тој стрес. И од видот на насилството се разбира. Освен силуваното, траума имаат и останатите две деца кои веќе знаат што на нивната сестра и се случило, иако, поради возраста, немаат вистинска представа за тежината на ужасот низ кој најстарата сестра поминала. Инаку, настанот кој го стаписа Радање и Македонија, кога татко си ја силуваше својата ќерка, се случи на 2 октомври во семејниот дом, додека останатите спиеле.